20-годишен штипјенец ноќеска со возилото Голф удрил во 4 паркирани автомобили на улицата Кирил и Методи во центарот на Штип. Повредени нема, а предизвикана е материјална штета. Несреќата се случила околу 2 часот по полноќ, кога возачот изгубил контрола над воланот и удрил во едно од паркираните возила. Од силниот удар, едно од возилата завршило пред влезот на зградата покрај улицата. Возачот што ја предизвика несреќата превезувал тројца тинејџери. Напиени. Сигурно возачот над 50 години нема тоа да го направи. Младите, кафичи, дроги, и не размислуваат. Старите возачи друго јаче полагаа. Вие сега знаеш кој се полага. Ето тоа е сега. Инаку безбедна ли е оваа улица за сообраќај? Има ли фреквенција на многу возила? Фреквента е, има. За тука возило има. Би требало едносмерно. Брзо ли се вози? Брзо вози. Ја што гледам, и 5 пари не дават. Штипјани вела дека оваа улица е фреквентна, но и дека брзо се вози по неа. Безбедноста е била загрозена, затоа бараат возачите да внимаваат кога возат во градот. Многу брзо возат. Тоа не е нормално, јас не знам какво е ова возење. Не како да возат во град, како да возат и на автопат дури не смеат толку брзо да возат. Не се безбедни улиците, мислам, улиците, возачите треба да внимават. Ако е возач, сега што ти смета улицата ако возиш со 40, не? Или со 50 во градот. Ама ако во градот возиш со 120, 160, па да ви кажам, лето таму кај нас. Не се чувствувате безбедни на улица воопшто? На улица не, па никој, јас мислам дека никој не се чувствува на улица безбеден. Улиците се добри, возачите се лоши. Еве, видете ги како возат. Како може да возите вие во сред улица, во сред град да возите 100-120? Не ми е јасно. Втората сообраќајна несреќа во која верижно се судриле 3 возила се случила на улицата Партизанска на влезот во населбата Баби. Возачот на пасатот се построил да се вклучи на главниот пат кога бил ударен од второто, а потоа и од третото возило. Со лесни повреди се здобил со патникот во аудито и возачот на ланчијата, 32 годишна жена, која по укажаната лекарска помош е пуштена дома. Полицијата извршила увид на местото на двете несреќи. Се утврдуваат причините, а се чекаат и резултатите од анализите од земаните примероци од крв од учесниците во сообраќајните несреќи.